Македонското земјоделие има огромен потенцијал, но без млади земјоделци овој сектор нема иднина. Државата мора да најде начин да ги задржи младите луѓе на нивите. Во спротивно, целиот тој потенцијал може да остане неискористен. Ова беше една од главните пораки испратени од земјоделците кои учествуваа на 5-тиот поред Агросаем во Струмица. Според нив, она што недостасува е долгорочна стратегија за младите, но и визија каде одиме и што сакаме да постигнеме во следните 10 до 15 години. Без помош од државата или некоја стратегија за повеќе години, за неколку години, еве ја како стопанственик на лозови насади, како на семејна винарија и друг семејен бизнис, јас со ние да се откажам од оваа работа. Видејќи од здравствени причини, финансиски причини. Млади земјоделци се помалку. Ако се знае, просечната возраст на македонскиот земјоделец е веќе над 55 години. Проблемот е доста комплексен. Мора да работат сите институции поинтензивно на нивно враќање, пред се на нивно враќање и овозможување на подобри услови во нивните места на живење. Земјоделците признаваат дека за разлика од порано, денес на располагање имаат повеќе програми за поддршка, но главниот проблем што ги демотивира да ги искористат тие средства се долгите и сложени административни процедури. Треба да се упрости, а ние реагираме за тоа и работиме за тоа, разговараме со Министерството за земјоделие да можат некои чекори да се намалат, да не е сето тоа така опширно и толку долго временски да се случува. Треба и за помалите. Треба и за помалите, привидејќи тоа е, ако е од нас работата, од нив да имаме помош барем за, ако не друго, за амбалажата, за некој трошок. Она што најмногу недостасува е луѓето да влезат во систем на евиденција. Значи, на ваквите настани веќе последно време најголем акцент е ставено да им се даде поддршка на малите оператори кои што веќе се регистрирани во Агенција за храна и ветерина. На 5-тиот Агросаем во Струмица учествуваа околу 100 излагачи од целата држава, кои го презентираа своето производство, новитети во агротехниката, земјоделска механизација, како и примери за модерно и одржливо земјоделие. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.